Драги пријатели, еве сме пак на каналот Татунче. Во претходното видео ми забележавте дека видеото би било подобро без музика, па затоа овој пат оди без музика. Значи, ќе зборуваме за историјата. Што е историјата? Интернетот е препун со историја до степен на загаденост, а за многумина како да не е доволно, така што загадувањето продолжува. На местата каде застанува академската историја, продолжува така наречената гранична историја, теориите на заговор и сите можни алтернативни толкувања. Од аспект на слобода на говор и мислење, ова е одлично. Но од аспект на методологија и евентуална вистинитост, сме далеко од темата на домашната задача. Значи, што е историја? Често ќе ја слушнете синтагмата историската наука, а самите историчари се согласни дека историјата не е наука. Историјата не е наука заради недостатокот на научен метод и аналогно на тоа немаме воспоставени законитости. За да го поедноставам објаснувањето, овде ќе прескокнам дилемата за history или историја. Верувам дека ќе се согласиме дека историјата во најопшта смисла е човековата потреба да се изразува преку раскажување на приказни. Откако го поседуваме писмото како начин на бележење на јазикот, ние се обкружуваме со најразлични записи. Од првите глинени таблички на кунеиформе до денешните статуси на социјалните мрежи. Големото прашање кое овде го поставувам е следново. Зошто сметаме дека надписите на кунеиформе или со хиероглифи се апсолутно и веродостојно пренесување на историската вистина, додека интернет изразот на обичниот човек како апсолутно произволен и субјективен? Според мене, нема разлика. Нема разлика затоа што меѓу писарот на кунеиформе и било кој корисник на социјалните мрежи, единствената разлика е технологијата на запишување. Додека човекот е ист. Колку и да морал да почитува одредени канони во пишувањето, писарот од минатото, свесно или несвесно, внесувал доза на субјективност и пристрасност во тоа што го пишувал. Денес историјата воглавно се пишува врз основа на пишани извори. Книги на автори кои се земаат за авторитети поврзани со историјата на одредени периоди. Пример, сите се повикуваат на Плутарх кога станува збор за Александар Македонски, или на Прокопиј Кесариски во случајот на Јустинијан, земајќи ги овие дела и автори како слика и прилика на апсолутната вистина. Примерот дека не е така, односно дека во записите кои ние ги доживуваме како точна историја има субјективност, ни го дава токму споменатиот Прокопиј Кесариски. Овој автор бил современик на Јустинијан и од прва рака пишувал за настаните. Но како и повеќето луѓе што се во служба на моќни луѓе, пишувал и со желба да му се додвори на владетелот. И покрај огромните дела во овој стил, како што се историја на војните на Јустинијан и за градбите, тој пишува и една кратка книга наречена Тајната историја, во која се ослободува од потребата да му ласка на владетелот и во која го разобличува непопуларниот дел од животот на големиот император Јустинијан. Ист автор, две вистини. Која од овие две вистини е вистинската историја? Илустрација нова наоѓаме во делото на Ксенофон Анабаза. Во ова дело тој дава опис на експедицијата на десетилјадите, војска од грчки платеници најмени од Кир помладиот, за да му помогнат да го завземе престолот на Персија од својот брат Артаксеркс II во 401 година пред нашата ера. Оно што е важно за нас во оваа книга се описите на Ксенофон за местата покрај кои поминува во неговото враќање назад, во кои зборува за градови кои се во руини, но сепак и во таа руинираност оддавале некаква маестозност невидена дотогаш. Еден од градовите покрај кои поминува Ксенофон е и градот Нинива, споменат во Библијата и подоцна откриен од Хенри Остин Леард во 19. век. Нагласувам, Ксенофон во 5. век пред нашата ера поминува покрај руините на Нинива, градот на големиот Асурбанипал и неговата огромна библиотека од глинени таблици. 2500 години пред нашето време,
децении пред походите на Александар Македонски на истата територија, а веќе бил во руина. Од овде може да се заклучи дека и во тоа време големата Персија знаела многу малку или воопшто ништо не знаела за она што ние денес го нарекуваме сумеро-акадска цивилизација. Толку од линеарното раскажување на историјата. Сега се враќаме на империјалните сили од последните 500 години. Имајќи ја траумата од Британската империја, може би е тешко да се замисли дека токму таа Британија во времето на Римската империја била сметана за едно од најлошите места на светот од гледна точка на еден римски граѓанин. Но ете, и тој лош и врнежлив дел од светот во одреден дел на историјата доаѓа до политичка војна и секаква друга надмок на достатокот на светот. Тие и другите империјални европски сили своето бивање новајли на светската сцена морале да го компензираат со создавање на нова историја. Ако погледнете подобро, денешниот свет е поставен токму онака како што тие го замислувале. На местата каде цветала цивилизацијата сега имаме пустини и војни, а секаде каде било ледено доба и сурови услови, денес обстојуваат најразвиените земји. Пола свет го говори нивниот јазик, дека другата половина го користи како лингва франка, односно универзален јазик за разбирање. Зарем мислите дека може било кој да прекоси на наративот и историјата наметната од страна на такви колонизаторски и робовладетелски народи? Во времето на градењето на нивната империја, британците, но и остатокот од европските колонијални сили, дивјачки ги раскопуваа остатоците од древните цивилизации и уште побезобзирно ги пренесуваа артефактите во нивните музеи. Врз основа на ова создадоа временска линија и наратив кој никој во академскиот свет не може и не смее да го порекне. Најинтересно од се е создавањето на митот за античка Грција, на место и територија каде не беше така лесно да се создаде тој наратив. Но кога ги имате ресурсите во рака, ништо не е невозможно, зар не? Овие теми и аргументи кои јас сега само ги нафрлам, ќе ги обработувам една по една и ќе доаѓаме полека до заклучоци корисни за разбирање на вистинската историја. Она што сепак ме поттикна да го правам ова видео почна како своевидна иритација во однос на природот кон историјата од страна на алтернативните истражувачи, особено од оние што се удираат во гради за истражувањето на македонската историја. Што подалеку одиме во историјата, толку повеќе се проречуваат изворите врз основа на кои се прераскажува историјата во модерните историски приказни. Знам. Многумина од моите верни гледачи ми замеруваат на моето инсистирање на извори и овде морам да им кажам дека ги разбирам. И јас, со пишаните извори пред мене, сепак имам повеќе недоумици, одошто ако ги немав. Зошто? Затоа што, како што реков, она што го имаме пред нас е благодарение на истражувањата, сознанијата и пред се начинот на кој потоа тоа го имаат сервирано империјалните освојувачи со нивните науки. Така што, се што доаѓа од таа куина, јас би го зел со предпазливост. Пред да го изнесам мојот заклучок и предлог за новиот историски пристап, дозволете ми една последна илустрација за опасностите од априори прифаќањето на историјата за која навидом немаме потреба да се сомневаме дека е точна. Александар. Да, Александар III Македонски. Што знаеме за него? Ни се чини дека знаеме многу работи. Роден во Пела, учител му бил Аристотел, татко Филип Македонецот, мајка Олимпија свештеничката на Дионис. Во Египет бил пречекан како ослободител, додека на исток стигнува дури до Индија во неговиот навидум на лудничав поход. Умира во Вавилон и на неговите посмртни останки им се губи трагата низ лавиринтите на историјата. Денес останува само легендата. Дали сте се запрашале од каде доаѓаат изворите за неговиот живот? Најстар извор со кој располагаме и ден денешен е историската библиотека на Диодор Сицилиски, пишувана меѓу 60-та и 30-та година пред нашата ера, 3 века по самите настани.
Останатите 4 автори од групата на најстари извори се уште подалечни од времето на реалните настани. Колку за илустрација, Плутарх пишува во доцниот прв век од нашата ера, 4 века по случувањето на самите настани, додека Јустин се оддалечува неверојатни 6 века од времето на пишување до времето на реалните настани. Сите 5 автори, Диодор Сицилиски, Квинт Куртий Руф, Плутарх, Аријан и Јустин, се или римски граѓани, или латини пар екселанс. Што ни кажува ова? Ова ни кажува дека во историјата, како и во се друго, потребата на здрав разум и малку логика можат да не доведат до фасцинантни сознанија. Затоа, заради методолошко поентирање, дозволете да ви раскажам една историска приказна. Официјалниот крај на древната македонска држава се поврзува со поразот од Рим, што го доживува последниот македонски крал Персеј во 168 година пред нашата ера. Нешто подоцна, во почетокот на првиот век од нашата ера, и Птоломејскиот Египет паѓа под владение на во тоа време првиот римски император Октавијан Август. Сиот овој период, од Цезар па натаму, културниот центар на македонската империја, Александрија, бил под постојани напади. Напади кои кулминираат со дефинитивното уништување на Александриската библиотека, место каде сите ќе се согласиме било речиси сето знаење на древниот свет. И сега, откако знаеме сето ова, откако знаеме дека Рим низ вековите се потрудил камен на камен да не остане од македонската империја, ние денес сакаме да ја градиме македонската древна историја на основа на 5 римски автори, кои пишувале векови по реалните настани за големата македонска држава. Дали сме сериозни? Замислете, Аристотел, големиот филозоф од кој денес имаме бројни зачувани дела, учителот на Александар, а во неговите дела ни збор за Александар. Дали сериозно мислите дека ова е нормално? Друго, многу е веројатно да во времето на Александар во Персија се уште било во употреба клинестото писмо, а сепак нашите пријатели англичаните во сите плочки со клинесто писмо кои од Месопотамија ги пренесува во Британскиот музеј, ни А од Александар. Исто така е чуден наративот за походите на Александар, каде одејќи кон Персија и понатаму, секаде да е представен како лудак кој не може да се контролира и воздржува. Па така истиот човек, кој основал редица Александрии и во Египет бил пречекан како бог, доаѓа во Персеполис и го разурнува и пали. Ви има логика? Сето ова има логика ако се следи империјалната историја на колонијалните сили кои се наследнички на Рим. А преку Рим, кој знае на која империја дојден од истокот, македонците, во прв ред Александар им беа трн во окото. Затоа ние денес треба се занимаваме со некрофиличната потрага по гробот на Александар, или да веруваме дека во Кутлеш Вергина се наоѓа телото на Филип. Наивните национал-романтичари веруваат во овие глупости, затоа што се мрзливи и мислат дека некој друг ќе им ја сработи домашната задача. А тие ќе одат по различни YouTube канали папагалски ќе го повторуваат она што римската историја ги има научено. Јас секогаш сум одел наспроти ветрот, многу често на моја штета. Така што ако има штета од ова размислување, таа е одамна направена. Историјата не е наука, и велат ја пишувале победниците. Ајде еднаш да се согласиме со ваквите глупави дефиниции и да ги искористиме во наша корист. Македонија и македонскиот народ во последната голема војна во која се прекројуваше светскиот поредок беше на страна на победниците. Со тоа се избори за правото да прогласи сопствена држава. Ова е изразено преку документите и прогласот на Аснон, каде македонскиот народ, повикувајќи се на правото на автодетерминација, ја прогласи Македонија за држава на македонскиот народ. Нормално, во духот на Крушевскиот манифест и добрината на македонскиот народ, во таа држава како македонски државјани најдоа место сите народности или етнички групи кои живеат на нејзина територија, уживајќи ги сите граѓански и човечки права. Ова Македонија, во 1991 година, со прогласувањето на независност од Југословенската федерација, ги оствари вековните стремежи за создавање на македонска држава.
Во последните години, додека некој на YouTube сонува за кралството на Александар и Филип и глуми Индијана Џонс барајќи во гробот на Александар, оваа асномска Македонија се рони како песочна кула и е постојано негирана. Ние немаме право да чепкаме во древната историја ако при тоа како генерација губиме дел од веќе стекнатите придобивки. Затоа е важно враќањето во реалноста и повекување на документите кои ги поседуваме во денешницата и зачувување и унапредување на ова што го имаме. Кога ќе бидеме сигурни и стабилни како своји на своето, ќе можеме да почнеме со мирно пишување на новата македонска историја, стрикно од сегашноста кон минатото, градејќи интердисциплинарни мостови кои приказната на историјата ќе ја претворат во научна историја. Јас сум Татончо, драги пријатели. Секој добро.